Таа секоја вечер одела под ридот, до кладенчињата, по вода. Еднаш кај кладенчињата, Преспа го видела синот на кнезот од другото племе. Нивните погледи се сретнале. Срцата им затрепериле. Се родила љубов. И од тогаш, младите почнале скришум да се сретнуваат. Една вечер, младиот син на кнезот кој се вика Лабит, ја чекал убавицата недалеку од кладенчињата. Таа се стрчала. Намерно ги извадила 7 чепа од кладенчињата и водата бликнала по должина и широчина на падината. Кога ја видело момчето, со неколку скока и го попречило патот и наеднаш се нашле лице в лице. Се фатиле за раце и тргнале кон ридот. Се качиле на врвот. Се прегрнале и паднале во љубовна игра. Шумолењето на водата и љубовната игра ги успала двајцата млади. Кога се разбудиле, во раните зори, пред нивните очи светнало едно сиво зеленикаво езеро. Тотогаш, стражарите на двете племиња веќе ги известиле своите кнезови за покачувањето на нивото на водите. И тие, племињата, тргнале на пат, едното кон југ, а другото кон Галичица. Лабит ја прегрнал Преспа и бакнувајќи ја и рекол: сега нема за што да војуваат нашите племиња. Младите стапиле во брак. Создаденото езеро во чест на убавицата да го нарекле Преспанско езеро, а населбата околу него го добила името Преспа. На овие простори се раскажува уште една интересна легенда, според која, додека крали Марко се шетал покрај Преспанското езеро, посакал да го види и езерцето Мала Преспа. Се качил на еден камен и така силен, на него оставил отпечаток од стапалото. Тоа парче камен и ден денес стои таму, на граничниот премин со Грција, го носи неговото име и само по себе е туристичка атракција. Во овие предели за солниште наоѓаат близу 100 видови птици. Пеликанот, како една од најкрупните птици кои екзистираат на вода, главно во потоплите краишта, во Македонија го има единствено на двете преспански езера, Големото и Малото. Пеликанот не нурка под вода, само плива на површината. Со силниот инстинкт ги открива јатата со риби и штом ќе долета на целта до него, слетуваат јатата корморани, кои го неки ги рибите со нуркање, создаваат симбиоза, заедничка исхрана. Во текот на последниве 3 децении на Преспанското езеро долетуваат и лебеди во јата од 4 до 8 птици, што порано не било случај. Доаѓаат на пролет или на есен и се задржуваат по 2 до 3 месеци. Преспанското крајбрежје во последните години ги доби и своите прекрасни плажи. Плажата во Стење нуди одлични услови за забава и релаксација. Овде се наоѓа една од најубавите плажи во Преспанскиот регион, послана со ситен песок, опремена со лежалки и хавајски чадори. Убаво уредената плажа, неколкуте модерни кафеани, ја доловуваат магијата на некоја ексклузивна морска дестинација.
Плажата во Долно Дупени, позната како Дупени Бич, се смета за најдобра плажа за одмор на Преспанското езеро. Бистрата вода и ситниот песок се само дел од она што го нуди. Во езерото постојат два острова, голем град на територијата на Република Македонија и мал град на албанска територија. Голем град, Змискиот остров или островот на Свети Петар, е остров во Преспанското езеро и најголем природен остров во Република Македонија. Како природна реткост, островот Голем град зафаќа површина од околу 2 километри квадратни. Островот е познат како омилено излетничко место за посетителите на Преспа, како и археолошки локалитет со остатоци од живеалишта, цркви и некрополи. На островот владее поблага клима, поради што на него и ретко се забележува снег. Островот се наоѓа на 2 километри од брегот. Има елипсовидна форма со должина од 750 метри, широчина од 450 метри и највисок дел од 50 метри над езерото. Од сите страни, островот е заобиколен со карпи и клифови, со височина од 20 до 30 метри. Како атрактивно излетничко место на Преспа, островот го посетуваат и над 100.000 посетители годишно. Искачувањето на островот е можно само на две места, на северозападниот и на југоисточниот дел, каде постојат мали плажи и пукнатини во карпите, до кои може да се пристигне со чамец. Овие два залива се единствени места од кои може да се пристапи на платото. Островот не е населен и лежи скриен во езерото. Со такви идеални можности им служел како скривалиште на луѓето од брегот, во повеќе наврати во минатото. Обкружувањето со големата количина на вода, геолошката подлога и близината на Медитеранот овозможиле на островот да владее посебна микроклима, која е причина за појава на богата и ретко распространета вегетација, во која доминираат јужноевропските флорни елементи. На островот Голем град има два вида на змии. Во карпите до водата живее змијата белоушка, која не е отровна, а во горниот дел од островот може да се сретне отровната змија поскок. Голем град е единственото копно во Република Македонија обкружено со вода, на кое природните услови во содејство со човековите активности создале уникатна природа. Оваа уникатност и преземените мерки за нејзина заштита придонеле со текот на времето островот и шумата од фоја на него да добие дури и духовно значење. Голем град е прогласен за строг природен резерват поради специфичните геоморфолошки карактеристики, карактеристичната флора и фауна и поради своето историско минато. На островот на релативно мала површина се сконцентрирани голем број културно-историски споменици и природни вредности. Освен за љубителите и проучувачите на природата, островот Голем град е едно од најатрактивните места за оние чии интересирања се насочени кон откривањето и истражувањето на остатоците на населби од неолитот, хеленистичкото и римското време и средновековието. Брајчино, подпелистерско село, кое се наоѓа во подножието на Балтан планина, на надморска височина од 1000 метри, во областа Долна Преспа. На 6 километри од Преспанското езеро и на 32 километри од Ресен, сместено во долината на Брајчинска река, која воодушевува со својот постојан водотек и кристално чистата вода. Токму поради тоа, представува вистинска воздушна бања, но и предизвик за љубителите на планинарењето, особено во текот на пролетниот и летниот период, кога деновите се долги и сончеви, а ноќите свежи. Селото изобилува со многубројни водени површини,
помали реки, долови и поточиња, кои со своето жуборење ја надополнуваат атмосферата, но и го создаваат карактеристичниот релјеф на Брајчино. Брајчинска река го опфаќа атарот на селото и го дели на два живописни дела, кои изобилуваат со богата флора и фауна. На Горно Маало, од незината лева страна, и на Долно Маало, од незиниот десен брег. Позната е по ендемичниот вид на поточна пастрмка, брајчинска пастрмка, која живее само во сладките води на оваа река. Околината на селото изобилува со бујна вегетација и разновидна шума која е погодна за долги прошетки по обележаните планинарски патеки. Во пониските делови најзастапена е дабовата шума, додека во повисоките делови се среќава чисто букова и елова шума. Во највисоките предели пак се наоѓаат ливади и пространи тревни површини, измешани со ниско стеблести растенија, од кои најкарактеристична е смреката. Особено карактеристични за овие предели се и камењарите, кои природата ги создала од искршени камени блокови, кои на моменти наликуваат на река од камења. Брајчино има најголем селски атар во областа Преспа. Се простира на површина од околу 60 км квадратни и безмалку зафаќа исклучително ридско планинско земјиште, обраснато со листопадна и глолисна шума и тревни пасишта. Брајчино е село од собран тип, со стари и нови куќи, сите на кат, градени од камен, а поновите од блок тула, покриени со керамиди. Велат дека Брајчино е едно од најубавите села во Македонија. За тој епитет, покрај прекрасната природна место-положба помеѓу Преспанското езеро и Националниот парк Пелистер, придонеле и автентичната архитектура, добрата организација, љубезните домаќини и нивната надалеку позната гостопримливост. Брајчино представува добар пример и за примената на екотуризмот во регионот на Преспа. Ова автентично македонско село, кое ги сочувало традиционалните обележја во блискост со обкружувањето, е на туристичката мапа на светот со предзнакот еколошки туризам. Но тука се сочувани и многу верски објекти, како главната селска црква Свети Никола, изградена во 1871-72 година на темелите на постара црква. Црквата Света Богородица, која се наоѓа во местноста Плеша, 700 метри северозападно од денешната локација на селото. Црквата Свети Илија, црквата Свети Архангели, која се наоѓа во местноста Арангели, обновена во 1916 година. Црквата Свети Атанаси, која се наоѓа во местноста Дабје, обновена е во 1984-85 година.
Брајчинскиот манастир се наоѓа над селото, обновен е во 1985 година, како и манастирската црква Света Петка, за чие време на град 1985 година, како и манастирската црква Света Петка, за чие време на градба не постојат податоци. Сепак, во Брајчино најраздвижено и највесело е на 8 август, кога се слави празникот Света Петка. Тогаш голем број иселеници се враќаат во селото, за да бидат дел од брајчинските средби.